Сместувачките услови во затворите се катастрофални. Со години не се менуваат, а причина за тоа се парите и односот на државата кон овие институции, вели Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет за човекови права. Тоа што затвореници се уште во некои затвори живеат, престојуваат во субстандардни услови е резултат на негрижата на државата. Значи, знаете, состојбите во казнено-поправните установи го осликуваат и степенот на демократија во една земја. Тие се огледало на тоа колку една земја вложува во човековите права. Освен во затворите, лошо, ако не и полошо, е и во психијатриските установи, вели Пировска. Забележавме субстандардни услови во одредени психијатриски болници, како например Бардовци, иако може би е и во подобра ситуација состојба од другите, Демир Хисар, Негорци и така натаму. Значи, се уште постои генерално ниска свест за тоа дека треба да се обезбедат соодветни средства и треба да се обезбедат средства за одржување. Според Александра Цветановска од Македонското здружение на млади правници, суштината на проблемот лежи во финансиите, односно колку финансиски средства се издвојуваат за овие установи. Мислам дека треба да се вложат дополнителни напори, особено финансиски средства, за овие лица да може да издржуваат затворска казна, нели соодветно во соодветни услови. Државата треба сериозно да се го свати како препорака, односно да преземе активни мерки, ако имаме во насока на преземање на веќе мерки во тој сегмент, треба да не бидат овие лица заборавени. Поради ова и се поголем број на осуденици дефинитивно треба да се размислува за опцијата алтернативни мерки, зашто неодамна во Штип се одржа советување. Кога целта на казнувањето може да се постигне и со изрекување на алтернативна мерка условна осуда, односно со запретување со ефективна казна затвор, особено целта на казнувањето, кога не може да се постигне само со изрекување на условна осуда, законодавецот предвидел и други кривични санкции, односно условна осуда со заштитен надзор, во кои случаи сметам дека многу повеќе ќе се постигне целта на казнувањето. Тоа е кога судот ќе најде дека за да се постигне целта на казнувањето на обвинетиот покрај условната осуда треба да му бидат изречени обврски кои што значат грижа, помош, заштита и поддршка.